за своја конкуренција ќе го има финалето на Европското првенство во фудбал во оваа 2021 година. Мило ми е што е така, макар да имам и само неколку прегледи. Навистина, сеедно. Глобализмот секогаш својата парадигма ја имал во Рим, особено во неговиот империјален период. Па така, по падот на Рим таа парадигма опстоја во Источното Ромејско царство, односно во Византија. По падот на Византија, Русија побрза да се прогласи за Трети Рим, додека за Соединетите Американски држави е доволно да ја погледнеме државната символика и да ја споредиме со онаа римската. Рим во историјата генерално се представува глориозно и глорифицирано. Затоа безпоговорно ја прифаќаме таа историја со воодушевување, доживувајќи ги ликовите како Ханибал и Спартак како апсолутни негативци. А етрурците, автохтон народ од Централна Италија, е речиси непознат само затоа што биле првите подложени на римскиот геноцид и културоцид. Моделот бил многу едноставен. Територијата се освојува. Работоспособните мажи и жени се пленат и се распродаваат ширум империјата како робови, а се друго нормално на нож. Подоцна, самата територија како со копи-пейст техника се претвора во копија на самиот Рим, како никој претходно таму да не живее. За да се биде империја, чија што парадигма за владење е така универзална, потребно е да се има систем. Тој систем го поседувала римската елита, за која многумина велат дека има корени во древниот Вавилон и дека и ден денешен се уште е на врвот на светската моќ. Озлогласеното црно благородништво. Не знам, може би. За тоа е потребно истражување и не е доволно едно вака кратко видео. Но, ако судиме по системот, тоа навистина е така. А тој систем е едноставен. За да го држите народот послушен, дајте му леб и игри. Како што летото одминува и со својата топлина не ги оттргнува мислите и од студеното време и од непријатната зима што е зад нас, по човечката природа е да се гледа позитивната страна. И гледавме нашите фудбалери прв пат да играат на еден европски шампионат. Вечерва изгледа на големо се лади пиво за финалето Англија-Италија. Во меѓувреме, многумина сопелц потврдите во рака уживаа или ќе уживаат на плажите во Грчка. Кога фудбалот ќе заврши, ќе има Олимпијада, настан кој редовно оди во годината со Европското првенство во фудбал. Низ земјите на северната хемисфера речиси да нема некои посериозни мерки. Маските на отворено се тргнати и се останато е некако на ниво на дискретно укажување за нужно внимание. Велат веќе 8 од 10 добиле пелци, но штом доаѓа од системот, веројатно е 7 од 10. Сепак, сите ние кои сме решиле оваа чаша да не одмине, сме малцинство. Мнозинството веќе јава на зелениот бран, овај пасош, и ужива во условената слобода. Слободата не може да биде условена. Таа е природна и неоттугива, барем според Универзалната декларација за човековите права. Така што до човекот е да прифати или одбие условување на неговата слобода. Лани кога почнаа првите големи антикризни мерки, бев еден од првите кој велеше дека тоа е почетокот на крајот. Најгениалната од тие мерки беше недостатокот на добра и услуги, причините од локдаун мерките да се замени со заеми добиени од ненормалното печатење на пари од централните банки. Сите големи финансиски институции гарантираа дека нема да има сериозна инфлација и дека мораме да издржиме во затвореноста и ете тие ќе ни помогнат со тазе пари во форма на долг. Деновиве испаѓа како едно големо упс изјавата на Кристин Легард, председателката на Европската централна банка, каде вели дека нема да може да се држи инфлацијата на ветеното ниво од 2%, што значи ќе биде поголема.
милиони тестови дневно што чинат 20 евра еден, и тоа со месеци наназад. Пелцот што е уште поскап, и тој милиони и милиони дози. А тие од чии што пари треба да се плати ова, повеќето седеа дома. Деновиве секој внимателен има забележено секојдневно поскапување на секојдневните намирници, а платите остануваат исти во најдобар случај. Panem et circensis е изрека користена од римската елита, со која ја искажувале едноставната формула за владење со масите. Во превод би значило: дајте му на народот леп и игри за да биде мирен. Затоа, уживајте и во фудбалот, и во олимпијадата, затоа што доаѓа есен, а во есен секако ќе пееме друга песна. Може би ќе се вика делта за пелцовани и непелцовани. Ќе видим. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.